Првата мерка е зголемена поддршка на државата за спортските федерации, чии дисциплини се олимписки, како и зголемена поддршка на Македонскиот олимписки комитет. За таа намена, приредувачите на игри на среќа во обожавалници на месечна основа за финансирање на спортот ќе извојуваат 3% од добивката, а приредувачите на игри на среќа во автомат клуб исто така на месечна основа за финансирање на спортот ќе извојуваат 1,5% од добивката. Овие средства добиени од обожавалниците и автомат клубовите ќе одат за развој на спортот, односно за спортските федерации и за Македонскиот олимписки комитет. Приматели ќе бидат само федерациите на олимписките спортови и Македонскиот олимписки комитет. Сумата која се очекува по овој основ да се добие е околу 1,5 милион евра директно за оваа намена. Во моментот, олимписки спортови од федерации кои постојат и се со решение дејно спорт од Агенцијата за млади и спорт се вкупно 25. Правилата за употреба на овие средства би важеле и за сите средства кои федерациите ги добиваат од државата. За таа цел ќе се пристапи кон носење на законски измени кои ќе влезат во собраниска процедура по преходна јавна расправа. Чекори кои ќе се преземат за реализација на овој проект се: прво, покрај законските измени ќе се утврди прецизен правилник за распределба на средствата и правила за нивно трошење по преходна расправа јавна и консултација со федерациите. Овие средства ќе одат на посебна сметка на федерациите и на Македонскиот олимписки комитет. Планот е 65% од средствата да одат за колективни спортови, а околу 35% за индивидуални спортови. Но овој сооднос би го преразгледале низ јавната дебата која ќе следи. Првите 2 или првите 4 години средствата ќе се распределуваат линеарно, а потоа делумно линеарно, но и делумно скалесто во зависност на постигнатите успеси и резултати на различни федерации и на Македонскиот олимписки комитет на меѓународен план, во согласност со утврдени критериуми за тоа. Спортските федерации овие средства може да ги користат за организација на надпреварувањето во домашните лиги. Многу често поголемиот дел од федерациите се соочуваат со основни проблеми, како што е плаќањето на надоместок за ангажман на суди, делегати и слично. Овие средства ќе бидат добредојдени. Може да се користат и за организација на репрезентативни надпреварувања, учество на меѓународни светски и европски првенства, олимпиади и слично. Овие средства може да се користат и за подмирување на трошоци за пат, престој, бонуси за надпреварувачите и тренерите, опрема, трошоци за изнемување стадиони и слично. За финансирање на врвни тренери, за државни и приватни клубски спортски академии за млади таленти, но не повеќе од 20% од средствата, што исто така ќе биде предмет на јавна расправа. Дополнително ќе се прецизира кои критериуми треба да ги содржи и задоволува некој за да влезе во категоријата врвен тренер. Со ова ќе се пренесе искуство на успешни професионалци од тренажниот процес на спортистите. Понатаму, ќе може да се користат за уплаќање на членарини и други редовни обврски кон меѓународни спортски федерации, за плаќање на кирии за простории за работа на федерацијата, според предлогот кој ќе се преразгледа не повеќе од 10% од средствата или отплата на кредит за купување на собствени простории на федерацијата не повеќе од 20% од добиените пари. Доколку се купат простории за федерацијата со средствата од овој извор, истите не смеат да се стават под хипотека, освен доколку хипотека кон банката за купување на самиот објект. И не смеат да се продаваат најмалку 15 години последователни. Ова со цел спречување на евентуални злоупотреби. Понатаму, средствата ќе може да се користат и за финансирање на врвни спортисти по посебен прецизен правилник, поминат низ јавна дебата за колективните и индивидуални спортови, а при тоа да се искористат не повеќе од 30% од средствата за тоа. Повторувам дека сите овие ограничувања и проценти ќе бидат преиспитани низ јавна расправа. Средствата ќе може да се користат и за финансирање на надоместокот на работата на членовите на извршното тело во висина од не повеќе од една просечна месечна плата на ниво на државата и не повеќе од 9 луѓе, членови на извршниот орган, од оваа сметка.
ако сакаат да имаат повеќе членови или повеќе надокнади, средствата ќе треба да ги обезбедат од други извори. Односно, доколку постои интерес и потреба за повисоки хорари, ќе се овозможи и тоа, но тогаш тоа треба да се надомести од редовната сметка на Федерацијата. Ќе може да се користат и за финансирање на вработената администрација со полно работно време во Федерацијата за не повеќе од 3 лица од овие средства и не повеќе од една просечна плата за лица кои имаат завршено средно образование и 2 просечни плати за лица со високо образование и над 5 години работно искуство. Нема да биде дозволено вработените да се во роднинска врска во ниту еден член на извршното тело до второ колено по сите линии. Повторно ќе кажам, ако сакаат повеќе да ги платат, тоа нема да се спречи, но ќе треба да е од други извори од редовната сметка на Федерацијата или МОК. Со цел да се онавозможи непотизам и капитално здружување, со цел нарушување на принципите на работа, членовите на извршното тело и секретарот ќе се оневозможи со закон да се во роднинска врска по сите линии до второ колено со председателот на Федерацијата, ниту пак нивните компании да се капитално или управувачки поврзани. Членовите на извршното тело не треба да се вработени или членови на управувачки органи во компанија во која доминантна собственост има председателот на Федерацијата. Председателот и членовите на извршното тело на Федерацијата не би требало да имаат собственички удели или да се дел од основачки издруженија во спортски клубови, за кои тие се надлежни или лица капитално, роднински и управувачки поврзани со нив. Тоа е околу првата работа. Второ, бидејќи станува збор за поголема сума на средства, ќе се воспостави и механизам и правила за надзор на трошењето. Најмалку еднаш во 3 години сите федерации кои ќе добијат средства ќе имаат контрола на искористувањето на средствата на таа посебна сметка, која што ги прима средствата од државата. Ќе се предвидат законски казни за одговорните лица во федерациите доколку незаконски се користат тие средства. Истовремено ќе се подигне и нивото на професионален кадар во извршните тела на федерациите. Во секој извршно тело на секоја федерација ќе се предвиди со закон да мора да членуваат најмалку 2 дипломирани правника и најмалку 2 дипломирани економиста, што ќе помогне во квалитетот на одлуките за распределување на средствата. Со ваква мерка ќе се обезбедат повеќе средства за професионалниот спорт, за спортските федерации, Македонскиот олимписки комитет, но и ќе се обезбеди ред и во нивното функционирање. На овој начин ќе се влијае на подобрување на перформансите што ќе придонесе и до развој на спортот во државата.